Како да станете слабо скоро на секоја девојка или жена? Како прво, жената е најголемото богатство за мажот. Таа е создадена да биде понежната половина и секогаш треба да се однесуваме према жените убаво. Жената може да му го даде најубавиот поклон на мажот од кој нема ништо повредно, а тоа е да му роди деца. Жената секогаш треба да се гледа со љубов, поштовање и нежност и да ѝ се посветува внимание, да се осеќа сигурно, а не да живее во страв и очај. Кога жената ги добива овие работи од мажот, тогаш тој може да биде сигурен и горд дека тука нема место за неверство. А сега да преминеме на темата. Еве кои се тие и како можете да се издвоите од другите останати момци. Не е лесно да се стане слабост на скоро секоја девојка. Меѓутоа, ако го совладате тоа, ќе имате девојки кои трчаат по вас се повеќе од ден на ден. А јас ќе се обидам да ви представам некои работи што ги посакуваат жените и кои се научно докажани и со анкети направени на повеќе од неколку илјади жени. Ако сакате да станете слабост на скоро секоја девојка, потребни ви се некои квалитети. Еве кои се тие и како можете да се издвоите од останатите момци. Да почнеме. Само со посочување дека сите девојки се различни, не сите жени го сакаат истото кај мажот. Сепак дефинитивно има неколку работи кои се на врвот на листата на слабости на скоро секоја девојка. Ако момците ги прават работите на вистински начин, тоа е речиси неодолливо за една девојка. Многу од она што ги привлекува жените кон одредени мажи е повеќе поврзано со нивното однесување отколку со одредена карактеристика. Со други зборови, слабоста на секоја девојка е повеќе централизирана околу одредени работи што ги прават момците наспроти тоа како изгледаат. Па можеби некогаш сте се запрашале кога сте виделе некоја премногу убава девојка со некој дечко кој не е толку многу симпатичен како е можно тоа. И тука одма почнуваат претпоставките и напаѓањата кон таа девојка дека е спонзоруша и дека она е со него само за парите. А дали сте се запрашале, можеби не е така, туку таа девојка видела некои посебни особини и работи кај тој дечко и можеби ја видела неговата внатрешна убавина и неговото однесување и карактер. Зошто треба да се стремиме кон таа емотивна врска? Оваа привлечност кон нечие однесување е всушност емотивна привлечност. Секако жените може да имаат слабост за одредена боја на коса или очи, но тоа се менува од личност до личност. Како да станете слабост на скоро секоја девојка и да го освоите нејзиното срце? Може би изгледа дека тоа се лесни работи, но тие се многу потешки отколку што може да замислите. Сега ќе ви представам некои работи што ги посакуваат жените и кои се научно докажани и со анкети направени на повеќе од неколку илјади жени. 1. Обрнете внимание. Ова е нешто што не изгледа тешко да се направи, но поради некоја причина мажите насекаде едноставно не може да го прават тоа. Ова не значи дека треба да ја забележувате секоја ситница и исто така не значи дека само да зјапате во неа и да ги забележувате физичките работи. Обрнете внимание на тоа како се чувствува и како постапува во одредени ситуации. Бидете присутни кога таа зборува со вас за нешто што ја интересира. Ова може да ви помогне да ги забележите малите нешта што може многу да изначат на неа, а и вас ви дава поголема шанса да бидете вие тој што ќе биде посакуван од таа жена. 2. Слушајте ги низините грижи и несигурности. Ова е обично време кога многу момци во основа ќе го исклучат слушањето и ќе климнат со главата. Тоа е ужасно да се прави и дефинитивно не е она што таа го сака. Мора да ја слушате, не само што овие работи ви ги даваат многуте потребни информации во низиниот живот, туку можете и да го искористите она што ќе го научите, за да ја натерате да ве засака. Ако се чувствува навредено за себе, треба да кажете и да направите работи за да ја го подигнете расположението. Тие мали нешта што ќе ги правите ќе бидат нејзина слабост и дефинитивно ќе го освоите нејзиното срце. 3. Поддржете ја без разлика на се. Може би е малку премногу амбициозна и си поставува цели што мислите дека не е способна да ги постигне. Ако е така, држете ја устата затворена. Треба да ја поддржуваш што и да прави таа. Не е важно, ако не го разбираш, сепак треба да ја поддржиш.
Се додека нејзините напори не и наштетуваат на неа или на некој друг, вие треба да бидете нејзин личен навивач. 4. Често поставувајте прашања. Можеби на почетокот нема да видите зошто ова е корисно, но сепак направете го тоа. Кога ќе поставите прашања за низиниот ден или за низините работи, ќе научите многу. Не само тоа, туку и девојките не се толку одлични во признавањето кога нешто не е во ред, но во овој чин и начин ќе можете да го извадите тоа од неа, за да направите да се чувствува подобро. Таа љубезност ќе направи чуда во освојувањето на нејзиното срце. 5. Бидете љубезни кон другите, не само со неа. Ако сте добри и искрено љубезни кон неа, само ќе ве одведе до вашата посакувана цел. Ако ве види дека сте груби и одвратни кон другите, тоа ќе стави лош вкус за вас. Затоа бидете љубезни со сите, без разлика како се однесуваат со вас. Да се биде љубезен е вистинска работа и таа ќе ја сака таа зрелост кај вас. 6. Бидете дарежливи со вашата љубов и внимание, па дури и вашето време. Тоа не е толку многу за да одвоите прилично денар само за да ја купите подарок. Да се биде дарежлив значи да ја обсипете со љубов, внимание и наклонетост. Бидете дарежливи со тие работи и дефинитивно ќе станете нејзина слабост. 7. Прославете ги нејзините победи, колку и да се мали. Навистина не е важно дали туку што добила нова работа или успешно завршила некоја работа, прославете ги тие победи. Ако ти има во нејзина близина, тоа ќе ја покаже колку би била среќна да те има. Затоа направете ги тие мали ситници нејзини победи. Покажете и дека ќе бидете таму секогаш за неа, за да прославите се што она прави. 8. Ценете ја. Ова е главен и морален мотив и чин. Морате да ја покажете колку ги цените работите што она ги прави. Тоа е нешто многу едноставно за кои многумина забораваат дека е слабост на секоја девојка. 9. Бидете несебични. Има многу момци во светот кои се многу себични. Може би играат видеоигри 24/7 или премногу излегуваат со своите пријатели. За да бидете слабост на секоја девојка, треба да бидете несебични. Грижете се за низините потреби исто колку за вашите, па и повеќе, со тоа и давате до знаење дека она е многу вредна за вас. 10. Бидете наметливи. Девојките не сакаат момци кои се напорни и досадни. Тие сакаат да ја преземете одговорноста понекогаш внатре и надвор од врската. Сега наметливо не значи агресивно. Наметливо значи преземање на водство и да се биде добар лидер. Тоа е нешто што сите девојки го почитуваат. 11. Работете на вашите проблеми. Може би е инстинкт за вас да избегнете проблеми, затоа што не сакате да се карате со вашата девојка. Или може би сте жешка глава и се воспудуваш на секоја ситница. Една девојка сака дечко кој може да биде логичен и рационален и може да работи заедно со неа како тим, за да ги реши сите несогласувања, што може ги имате, а не да чувствува страв да не биде повредена доколку каже нешто погрешно. 12. Имајте емпатија. Емпатија е способност да се ставите во туѓа ситуација и да ја видите ситуацијата од нивна перспектива, а не само од своја. Ова оди рака под рака со тоа да се биде несебичен. Обидете се да ја видите низината гледна точка, дури и ако можеби не се согласувате со неа. Дајте и до знаење дека ја разбирате, тоа многу ќе значи. 13. Одлична смисла за хумор. Сите луѓе сакаат да се смеат, особено девојчињата. Сега тоа не значи дека треба да станете стендап комичар, но мора да имате и смисла за хумор во животот. Можете да ја задевате и понекогаш да кажете некоја шега или смеа. Со други зборови, не бидете толку сериозни цело време. 14. Позитивност. Девојките не само што сакаат да се смеат, туку сакаат да бидат покрај позитивни луѓе. Затоа секогаш треба да ја гледате светлата страна на животот и да ги подобрите работите дури и кога не се тоа. Тоа и дава до знаење дека имате решение за ситуацијата во која се наоѓате. 15. Сигурност, никој не сака ронлива личност, значи треба да бидете човек од збор. Ако кажете дека ќе направите нешто, направете го тоа. Како што вели поговорката, разговорот е без пари, но дозволете вашите постапки да зборуваат погласно од вашите зборови. Дајте и до знаење дека сте доверливи на кој може да смета во секое време. 16. Доверлив. Довербата е основа на сите односи.
Без неа не може да имате цврсто партнерство или врска. Тоа е како да градиш куќа на жив песок. Не функционира. Немојте да бидете подмолни и не обидувајте се да сокриете нешто од неа. Бидете личност, искрена и однапред со јасна и прецизна визија. 17. Страствен. Врските се за многу повеќе од само дружење и пријателство. Мора да има и сексуална страст. Верували или не, многу девојки се жалат дека нивното момче дека или е мрзливо во сексот или едноставно нема висок сексуален нагон, но физичката интимност е многу важна за девојките. 18. Романтични. Не е чудо што девојките сакаат да бидат романтични. Момците имаат тенденција да го прават тоа на почетокот на врската кога се обидуваат да ја освојат, но како што одминува времето, тие забораваат да прават романтични работи за својата девојка. Не биди тој човек да не биде после каде погрешив, никогаш не ја заборавај или не ја ставај на страна. 19. Амбициозност. Многу луѓе мислат дека девојките се како копачи на злато, но тоа воопшто не е нужно точно. Сепак девојките сакаат момче кој оди на повеќе места во животот. Не сакаат некој кој цел живот ќе работи со минимална плата. Тие сакаат некој кој има цели и соништа и ги остварува. 20. Безусловна љубов. На крајот на денот, се што девојките навистина сакаат е да бидат безусловно сакани од нивниот дечко и да не бидат преварени. Таа сака да ја прифатите таква каква што е и да ја сакате за секогаш. Се надевам дека и таа ќе ви возврати со иста љубов. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.